Почитувани, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Јонов. Овој пат ви представувам исто така една интересна приказна, ќе кажам многу децениска приказна на самиот старт. Поздрав до нашите пријатели од Форманова за амбиентот кој што ни го нудат и кој што ни го нормално покажуваат. formanova.com.mk можете и вие да влезете на нивниот сајт, имате попусти за нормално онлайн купување. Како што најавив во ово издание на Бизнис муабети на Фактор МК, наш гостин Александар Стефанов. Добро дојдовте. Добро најдов, Мишко, задоволството е мое. Млад човек во исклучително голема компанија, предпоставувам, не знам сега предизвик или страф е колку 76 години, колку е Фабрика Карпош, прво да представам Фабрика Карпош, АД Скопје и ГИМ, така? Да, Градежен институт. Тоа се две различни компании, две акционерски друштва, меѓутоа две акционерски друштва, да, Градежен институт компанија на Македонија е сопственик, уствари, фирма мајка на Фабрика Карпош Скопје. Фабрика Карпош е терет во смисла на годините кои што ги носи. Да. Пошто предпоставам постара и од вашиот татко. Постара и од мене и од татко ми, да. Може би и заедно туку годините некаде, да. Оваа година 76 години постоење, значи од таму 48 негде по завршување на Втората светска војна, не знам, група тука луѓе, ајде интелектуалци, така да ги кажеш, во тоа време оформиле некоја задруга која што покасно прераснала во акционерско друштво. Ние како мнозински акционери, мојата фамилија, влегуваме негде 2008-2009 година. Се до сега е успешна приказна се уште. Како ја начекавте? Ја купивме на берза. Не, во каква состојба? Во ликвидна беше фабриката. Ликвидна беше фабриката. Броеше од прилика колку и сега, околу 300-350 вработени. Со тоа што во тој период немаше имот. Имотот ние го трансформираме, го купуваме негде 2015 година. Имаше само стари погони за производство, дел нешто опрема, машинерија, механизација. Али процесот целиот на производство на елементи, бетони, бетонски бандери, цевки, шахти, цела таа галантерија. Далноводи тоа се претпоставам. Све, да, трафостаници, далноводи. И плюс нискоградба, високоградба? Плюс оператива, да, плюс оператива. Работиме и за нас како инвеститори во делот на стамбено и деловно домување и објекти, а исто така и изведби за други компании, тендери во делот на улици, булевари, градинки и така натака. Па сега претпоставам бројот на вработени е поголем или? Бројот на вработени сега е околу 350 вработени, моментално. И плюс ангажирате ако има дополнителна работа? Плюс овие што се, ајде, и подизведувачи, сабконтрактори, сега од скоро, ајде, имаме и увезовме и некои луѓе од Бангладеш, затоа што представува дефинитивно во последниве години најголем проблем работната сила. Се помалце може да се најдат работници, ракувачи на машини. Значи квалификувана работна сила. Квалификувана работна сила, све. Значи не е ништо останата, така е? Па не дека има премногу фирми, има и градежни компании кај нас. Има и градежни компании, меѓутоа еден од главните проблеми, предизвици со кои што се соочуваме е недостигот на таа работна сила. И тие како реагираат од Бангладеш? Па да ти кажам, добро се снаоѓаат. Да? Веќе 4-ти месец е тука, работат во делот на производството, сместени се, со дозволи, се све. Сега за сега се е окей. То има некои квоти колку можете да внесете странци? Мислам дека така? Има, да. Тоа е процесот оди преку Министерство за внатрешни работи, мислам дека и Министерство за надворешни работи нешто е уклучено, ама си го бркаат правните лица, така што доаѓаат сосема преку правни процедури и се легитимно пријавени тука во работен однос. Регулар. Евидентно е дека во земјава има и не се поевтини од, да речеме, нашите, меѓутоа у ситуација каде што ги немаме, имаме недостиг на наши работници, се добра алтернатива. Говорат јазик или? Дел од нив говорат англиски, дел не.
Еден мора да има за да се За да, разберат да, така и другите. Да, за Но да може се- да се комуницира се- и да се работи во тим. Се сноѓаат одма во работава. Па се квалификувани во делот за кој што ги бараме. Значи праќаат CV-ја, дури има опција и да отидеш таму да ги избереш на лице место, да ги видиш како работат, така што ние тоа, јас тоа што го побарав, генерално и го добив. А кај барате такви луѓе? Бидејќи имаше од Индија, гледам Непалци има. Има кои што непалци, доаѓаат. има индици, има турци доста, ево овие од Бангладеш. Има агенции кои што баш работат Аха, на на тоа. проблематика и кои што случуваш договор со нив, ги носат за одреден период. 12 месеци ми е договорот на кој што се врзуваш да ги плаќаш и они да останат. И тоа е тоа. Александар, на колку проекти сте расфрлени? Ќе го говорам око подосна Александрија, бидејќи онака и предизвика интерес и во јавноста, меѓутоа горе-доле тука е завршена таа приказна. Ќе дознаеме око подосни кога може да се очекува, на колку полиња сте расфрлени. Што работи пак ГИМ, крадежниот? Да, па Александрија е наша собствена инвестиција, проект кој што го започнавме 2016 година, станува збор за негде околу 150.000 метри квадратни површина, каде што треба да има преку 500.000 метри квадратни изградена бруто површина. Помеѓу мимо зградите и деловниот простор предвидени се старечки домови, градинка, училиште, други некои што се интерактивни некои игралишта за деца и така натака. Тоа е цела зелени населба, површини, практично. цела населба, да, буквално цела населба. Таму сме моментално го градиме 11-тиот објект, значи веќе имаме преку 1000 станови. веќе се гради таму? Да, веќе се гради. Од 2016 е почната целата приказна. 10 објекти моментално се изградени, 11-тиот и 12-тиот моментално се во тек на градба, така што постепено како ја селиме старата фабрика, пошто се гради на местото на фабриката Карпош, кај што се наоѓала и кај што се наоѓа во моментот. На местото на старите погони, сега никнуваат згради, граденки, улици и така натака, а ние фабриката постепено селиме во Илиндел. А таму ќе одите? Таму одиме, да. Таму одиме, веќе таму имаме направено две хали, тоа се околу 10.000 метри квадратни, со исто така административен простор. Почнавме дел од производствениот процес таму, значи правиме префабрикувани бетонски елементи што се за хали, за магацини, катни гаражи, така што веќе работиме и таму и таму. Планот е за некои десетина години комплетно да преселиме фабриката. По приходите сте, рековте, наследивме ликвидна фирма кога ја преземаме, по приходите веќе одите на ке милиарда, сега да кажам. Милиарда е интересен како збор, денари. Во денари, да. Да не сватат погрешно. Па да, види, ние сме акционерско друштво и Карпош и ГИМ, конкретно за Карпош, ако говорам, приходите и профитите се јавни, ние излегуваме на берза, или поднесуваме квартални извештаи, да, годинава и треба да ја надминеме милиардата. Тоа е некој репер кој што е поставен? Па не е репер. Нормално како и во секој бизнис гледаме што е можно, се трудиме да секоја година имаме некаков раст во делот на работењето. Нормално и за тоа и работиме. Моментално според бизнис планот, да, е некој успех за годинава таа бројка. Милиарда денари приходи, така? Да, Тоа е само фабрика Карпаш? тоа е само фабрика Карпош, да. А ГИМ е посебно? ГИМ е, да, ГИМ е, како што кажа, посебно акционерско друштво, институтот Но со ГИМ сте вие распространети и надвор од Македонија? Да, со ГИМ работиме доста надвор од Македонија, да не кажам 30% од целокупното работење на Градежниот институт е надвор од Македонија, работиме во Република Српска, работиме во Србија, почнавме нов проект во Република Романија за прв пат сега годинава, таму сме главен надзор на автопатот кој што води према Република Романија. Тоа е една делница од околу 5,5 километра. Од каде до каде? Води автопатот према Република Романија, се вика Тронсон делницата. Да, према Молдавија. Према Молдавија, да. Тоа е една делница од 5,5 километра, која што сега се изведува, таму правите надзор. Таму ГИМ е главен надзор, да.
Република Српска, Црна Гора добивме иден проект, идено решение за заливот Бока Которска. Ели сега кога возиш по Бока Которска треба да го вртиш цел залив. Да, го вртиш. Да, сега има идено решение кај што цел тој процес би се упростил и би се возело би се скратил периодот на возење. И одиш директно, претпоставам, до Херцег Го сечеш така, заливот, да, сечеш преку море. Така што тоа е еден дел од проектите, работим исто во Србија на тунели на брани и така натаму. Како надзор? Ова за ГИМ, така или? Не, значи ова е како геомеханика испитување. Правиме санација на тунел во брана, односно инјектирање на бетон, се работи за должина од 8 км, значи работат 8 км внатре во тунелот и тој проект е веќе при крај, уствари треба да е завршен. Деве со овие наши што не направите нешто да убрзате малку. Па работиме и таму. За Бехтел Јенка, мислам. Да, за Бехтел Јенка имаме активен договор во делот на проектирањето на делницата Прилеп Битола. Таму проектираме, сме главен проектант. Да. Значи, институтот главно се бави со истражувачки дејности, геотехника, надзор, ревизија, проектирање, лабораторија, испитување на бетон, на земја, на почва и така. Колку вработени има таму? Во Градежниот институт има околу 450 вработени, од кои што 150 инженери. Значи, ние сме, можеби, една од водечките компании, да не речам и во поранешните ексију простори, во делот на инженерски кадар, кој што го имаме во институтот. Збориме за градежни инженери, конструктивци, хидроинженери, електроинженери, геодези и така натака. И сега, како еден правник улетува во ваков бизнес? Сега уште кажи ми дека имаш и адвокатска канцеларија и... Да. Па види, по вокација сум правник и сум адвокат, да, со положен правосуден испит, имам и адвокатска канцеларија, али... Да, која што веќе годинава 15 години, има јубилеј, баш оваа година, баш сега во октомври 15 години славевме адвокатска канцеларија. У принцип, ама не работиш тоа, така? Сум како регистриран адвокат, меѓутоа оперативно имам под мене тим кој што ја води канцеларија. Ти повеќе си во... Јас сум претежно во фабрика Карпош. Ваму сме, имам партнер уште еден, значи сме косопственици во фабрика Карпош и во Градежниот институт, со тоа што оперативно сме поделени фабрика Карпош и ГИМ. Ја како сум залутан, фамилиарно, ајде да кажам, втора генерација, која што ете така, по сплетна околности се најде тука да влезе во овој бизнис и да, и сега и да го водам. Александар, на фабрика Карпош сега, како велат, светото станува на помладите. Твоите се повлекуваат назад или се тука сега? Ти што си во фабрика Карпош? Ти си како собственик, ко-собственик? Да, јас сум како ко-собственик, председател на управен одбор моментално. Татко ми се уште не е активен, не е во пензија, меѓутоа сме со поделени надлежности, да кажам. Он си го работи делот на развивање на новата фабрика во Илинден. Исто така имаме уште една фирма, тоа е Напредок, не знам дали ја спомнавме таму правиме. Таму моментално работиме хотел и рител парк. Тоа е исто во Скопје? Тоа е исто во Скопје, тоа е Триангла Маџари. Значи тоа треба да... Тоа е на излез. Тоа е на излез према Велес, да. На последниот надвожњак од десна страна. Валјда се гледа, така? Што правите таму? Да, се гледа. Таму е хотелот веќе во завршна фаза. Рител паркот исто така го стартувавме од неодамна и тој треба да биде готов наредна година веќе јуни-јули. Што ќе има таму? Па таму ќе има како еден вид на аутлет, продавници, на две нивоа со подземно исто паркирање и маркет, кој што ќе биде еден вид на, не знам италијански дали си ги посетил Мекартур што се Пандорф и така натака, отворен систем. Тој тип ќе биде? Тој тип со шеталишти измеѓу и отворен концепт. Тој италијанскиот го имам, во Пандорф уште не е идено. И по италијанскиот Новента Срби ве гледам дека имаат сега на почетокот овде, од прилика сега не е тој тип. Србите имаат во Нови Сад, мислам дека нешто Инџија го имаат, али е нешто слично. Во Загреб има исто така отворен од неодамна. Така ќе правите со големи, со ексклузивни марки или? Па види, за марките дадена е таа агенција да го работи,
ќе видиме. Се уште сме во преговори. Имаме нешто договорено, меѓутоа се уште сме Кој ги во бира, преговори. кој го има њухот за бизнис? А мајка ви што работи? И Мајка ми и она е исто така во бизнисот, да. И она е исто така во бизнисот, дали њухот, не знам, тоа валјда доаѓа од татко ми. Он е, ајде да кажам, творец на се ова и на сите овие идеи кои што е после и преоѓаат во реализација. Добро, ма сега претпоставувам и идеите и на Александар. Сега се зимаат во на вид. Александар, да, останува веќе од 2016 година. Јас прво почнав во делот на Александрија, само и на со становите изградба на стамбено-деловниот комплекс. Сам депушти? Сам. И? И еве 11-та зграда. Да. Доста успешно. Ти беше страв, зашто прашам, бидејќи станува збор за големи проекти, знаете, тоа се тој сигурно нас гледувал од страна, Мишко, он меѓутоа беше, да, он нормално, да, меѓутоа, она што можам да кажам е дека како еден ментор и учител сум имал од секогаш голема поддршка и слобода во самиот процес на реализација на тие проекти при работењето. Али сум имал еден рол модел кој што ми бил една водилка во животот и во работењето. Мислам дека успешно се справуваме и ден денес. Треба него да го прашаме да видиме што Треба и него, да. Тој е задоволен од тоа како ти работиш сега. Па мислам дека чим ти оставя Он е председател на надзорен одбор, така што таму до сега бројките што ги гледа се задоволни, па кој е првиот тест кој што го прави? Еден како да кажам, ајде ако сакате и собственик или родител на дете. Прво сигурно прави тестови некој, особено бидејќи нели кога си помлад годините ти интересираат пари, луди коли и сега претпоставам прават некои тестови за да видат како ќе реагираме. Па сигурно низ годините имало тестови, да, али претпоставам дека успешно сум ги положил така што тоа што ми е дадена една ваква доверба. И сега Јас сум пак како што кажав, втора генерација која што треба да го продолжи, да го надгради овој бизнис, да кажеме. Оваа успешна приказна која што трае со децении. Па 76 години со тоа што вие сте ја земале, меѓутоа традицијата продолжува, но вие сте веќе колку? Па скоро 20 години. Скоро 20 години, што не е мала бројка. Ваша бројка за колку? Македонија 10 години, 12 години постара од вас. Да. Милиарда како милиарда, тоа не се пари кои што ќе ги допираш, меѓутоа кога ги гледаш на сметка вака, кога ќе отвориш на извод на банка, не знам како изгледа тоа кај големи милиардата фирми. не сум ја видел на сметка, да ти кажам, али Но ја гледаш уште малку, нели 900 милиони, меѓутоа големи суми нули кога ќе ги видиш. Како остануваш без емоција? Знаеш како, некако самото работење во големите проекти има и големи цифри. Парите некако научив да ги гледам само како баш онако што викаш ти на хартија. Секојдневно се измируваат обврски, секојдневно месечно се исплаќаат плати, се трошат за инвестиции на нови машини, земји, имот, така што некако самиот тој процес на циркулација на пари ми е некако нормален. Знаеш што, идејата ми е да ги разбиеме тие табуа, бидејќи кога ќе споменеме ние милиарди, ако говориме за денари, пак се тоа пак во милиони евра, иако сме ние далеку од оние милиардери кои што ги има во светот, меѓутоа се уште како поднебје сме малку, кога ќе кажеш некоја сума на пари, малку подругчие гледаат луѓе, и сега јас сакам да ги разбивам малку тие табуа, затоа што станува збор за пари кои што се заработуваат. Па вака ќе ти кажам само значи еве ќе зборам за, пошто збориме за фабрика Карпош, значи моментално околу 300 вработени се, некаде околу 300.000 евра месечна плата само за вработените. Да. Значи тука се даноци, тука се банки, тука се струи, одржување, механизација, набавки, секојдневни цемент, железо, репроматеријали. Така што некако една голема компанија, ДДВ, данок на добивка, комунали за самите објекти кои што се плаќаат при изградбата, дел во општините, делот во градот Скопје.
така што се големи бројки, меѓутоа има и доста големи трошоци самото работење. Па добро, нормално ако има приходи, ќе има Ќе има и и расходи, расходи, да. Профитот од прилика колку се движи? Не ме интересира како сума, но еве како одреден процент, на пример, бидејќи генерално сите говорат низ процент. Ако имам 900 милиони приходи, не знам, толку расходи, од прилика под колку, под 5%, под 3%. Па тука негде, околу 5% е задоволително. Да, Затоа што обично бизнисмените, нели, дел од профитот, вие бидејќи сте акционерско друштво, морате и дивиденда да поделите. Точно така, дел го реинвестираме, меѓутоа тука се движи, да, од 5 до 7% може да се каже дека е незадоволително, да. А бизнисите генерално движат кон она што е базата, во смисла фабрика Карпаш, бидејќи ако добро свати фабрика Карпаш, она што го градите со Александрија, она што се прави на излезот од Скопје, се сте некако, па и со ГИМ се тука нешто во град и околу градежништвото. Да, врзано е со градежништвото и двете фирми се во делокругот на градежниот сектор. Едната од аспект на консултантски услуги, истражувачки услуги и така натака, другата баш од аспект на изведба, производство. Извоз работиме нешто за Бугарија, изведуваме Црна Гора, нешто исто така, некоја стамбен објект изведуваме. И тамо имате? Да, со фабрика Карпаш работиме еден стамбен. Згради? Да, еден стамбен објект. Како сте моментално во Бечичи. Како ве пуштили тамо? Во Бечичи? Во Бечичи, да. Голема, тоа е на море? Па, тоа е на море, да, околу 6000 бруто површина, негде околу 40 на станови. Колку оди Александар во гледаш, никад не сум ни видел колку оди во Црна Гора стан? Па зависи Квадрат? од Не колку е производната цена, туку да, колку се колку е продава. цената на чинење. Зависи од локацијата нормално. Ова на море сигурно е скапа. Да, на Така море се, ако пак е и од тука зависност на ориентација негде околу 2,5 до 3.500 евра од метар квадрат. Па добро, тука и во Скопје без море. Во центар. Во центар, Да. да, веќе порасна цените. Знаеш, Мишко, како што напоменав на почетокот на овој подкаст, ајде да не кажам изминативе години и пол, 2 години, стварно има голем пораст на цената на недвижностите, поготово на становите и на деловниот простор. Мислам дека сето тоа се должи на овој недостиг на работна сила. Значи нема мајстори, нема плочкари, нема водоводжи. Од друга страна имаше една инфлација константна последниве 2 години. Претходно имавте војна, па имаше имавме ковид, војна, па имаше железото отиде до плафон. недостиг на репроматеријали, па железото од некои си 500 евра по тон стигна на 1300 евра од тон, што е некои си 150% од скоро 200% зголемување на цена. Така што мислам дека сите тие фактори придонесоа да мене го прашаш исто така висока цената, да. Но за наши услови. Една цена веќе која ќе отиде нагоре, тешко дека веќе ќе се врати надоле. И не само кај вас, туку и во мало продажба, ако сакате и за прехранбени. Па во било што, да, трендот е таков да кај нас во било која сфера и во било која струка нема, ретко има намалување на цените, секогаш е трендот на покачување, дали е тоа од аспект на плати, дали е тоа во прехранбена индустрија, во станови. Во делот на Александрија колку движи квадрат? Александрија моментално 1450 евра со вклучен ДДВ. Што збориш? Па тоа е ефтино. Па не е скапо. Во споредба со центар не, да. Со тоа што условите и квалитетот на градбата, ја тврдам дека е дури подобар од тој во центар. Тоа е во Ѓорче или како се рачуна? Или Карпаш, на граница е? Тоа е баш на граница, ама се води под општина Ѓорче Петров. Аха, добро. А Ѓорчевци уште, ако ги прашате старите, ти ќе ви кажат каде одиш, одам за Скопје, веројатно и затоа Ѓорче ја држи таа цена. Па да, можеби, уште се води како оно се во град, меѓутоа не е центар на град. Од таа локација, бидејќи е на граница, вие до строгиот центар имате 5 километри од прилика. Толку е. Ние сме директно на булевар. А од 1400 до 2400 евро? Така има голема разлика. 1000 евро. Сега веројатно. И како оди продажбата? Има заинтересирани луѓе? Има заинтересирани. А зашто само во Скопје сте правеле? Не анализа, туку сте разбислували, зашто само се гради во Скопје? Се гради и во другите помали места, но и во другите помали места, поготово сега изминатите години доста актуелно. Има градови кај што стварно има експанзија во овој дел на градежниот сектор.
Меѓутоа не знам, претпоставувам тоа е природно, како што имаме една емиграција на населението во надвор од Македонија, така имаме една миграција не од сега, од стално на Апсолутно. од натрешноста во Скопје. Претпоставувам дека и тоа е дел од причината затоа што во Скопје се гради најмногу. Пак Вие е све централизирано во Скопје. Вие сте роден во таа околина, во Ѓорче? Не, јас сум роден во аеродром Маџармало поточно. Тоа си центарец или аеродромец? Да. Маџармало сум. Маџармало, да. Кај што не сум играше. роден, куќата е срушена, веќе таму нема ништо. Имам после дел живеено во аеродром, па во Радишани, сега сум во Црниче и така. Кај ти е него? Црниче, Па претпоставам. најбо ми е сега кај што живеам, да. Црниче. Да. Тука сум со имам две дечиња, фамилијата, се живи сопругата, здрави. да, и така што во ред, окей. И тие колкави се? Големи сини? Синот е 7 години ќе полни, а киркичката е 3 години сега во февруари. Доаѓаат на работа? Синот има дедо неколку Да? пати, да. Или со дедо повеќе? Дедо може ги... Дедо со дедо, ја со внесе баба, од чивијата со... Да, има бизнисот. кандидати за наследување, имам од сестра ми исто така, тројца внуци, 2 машки, 1 девојче. Браво. Има кандидати кои да наследи. Интересно, во секој случај, градежниот сектор, ако можам така да кажам, своевремено беше на удар, меѓутоа градежниот сектор е тој кој што никогаш нема да умре? Па по мене е движечка гранка во економијата. Мислам дека по бројките некои кои што, пошто сме членки ваму и во Стопанска комора на мислам дека некаде околу 50.000 луѓе моментално работат и живеат во градежништво. Се во проценти гранката од цела купна економија не е голема, односно други, ама е движечка гранка во економијата. Носи капитални инвестиции, се плаќаат даноци, голем број на луѓе работат, директно, индиректно се поврзани. Како, сега те прашувам како млад човек, меѓутоа сигурно раскажувал и вашиот татко сигурно сте читале, како можеме ние градежништвото да го вратиме повторно на пиедесталот, ако своевремено наши работници, сега говорам во една поголема држава Југославија, оделе по Иран, Либија, тамо по тие земји, ние се имаме исклучително големи компании, ние денес се доведуваме во ситуација мака да мачиме еден автопат да го изградиме да ни се смеат сите. Од тој аспект има потенцијалот, каде се губи потенцијал, зашто го губиме потенцијалот ние? Потенцијалот во однос на знаењето кое што го има нашиот стручен кадар, да кажеме, во Македонија, не е за занемарување, значи има стручни лица кои што и како се разбираат. Тоа не е спорно, но загрижува, например, кога разговарам со деканот на градежен факултет, вели многу малку луѓе се запишуваат. Точно тоа сакав да го кажам. Деканот баш со последниот разговор кој што го имавме пред некој месец, најголем проблем е што нема кандидати за упис на тие струки кои што се, ајде да ги кажам, градежни инженер, дефицитарни и така натака, и тоа загрижува. Тоа загрижува. Се, дури тој вели, карикирам, вели Мишко, дури да се запишат 100 прашања колку ќе завршат. Па прашање колку ќе завршат и колку ќе останат. Ние треба да се трудиме пак таа емиграција колку и да е природна да ја спречиме, да им овозможиме тука на младите генерации. Ја се сметам исто така за млад, меѓутоа на генерациите после нас да имаат услови да сакаат и да останат да творат и да се развиваат тука. Со самото тоа би се развивала и самото стопанство и самата држава. Мораме тоа да го направиме, затоа што доаѓаме у ситуација да наоѓаме работници од Непал, од Индија, од Бангладеш, само поради тој дефицит кој што го имаме. Ќе снемаме инженери наскоро за многу брзо време. Сега Како е трендот на запишување во нашава струка? Нема студенти. дај ми малку на општествено одговорна компонента, која што е исто така еден значаен белег за и фабрика Карпаш, па ако сакате и за ГИМ. Општествена одговорност, да. Ќе говорам и за РК Бутел, бидејќи таму сте генерален спонзор, член сте на управниот одбор, така на управен одбор во Македонска ракометна федерација. Но она општествено одговорна компонента.
Што е тоа кое што ве влече или што е она што ви побудува? Дај да помогнеме на државата или на луѓе. Па види, ние како фирма која што, ајде, како цела групација имаме повеќе од 800 вработени, се трудиме баш поради тоа што го правиме и го отвориме тука, значи создаваме имот тука, сакаме секогаш и сме во да кажам во услуга на било каква помош, општествена одговорност. Дали се тоа се работи за игралишта, дали се работи за помош на луѓе, организации, веќе години во РК Бутел сме како генерални спонзори, кај што знаеш и сам ракометот е све само не бизнис, значи. Да, кај нас е спорт број 1, меѓутоа е скапа играчка бидејќи во фудбалот горе доле даваш повеќе пари, меѓутоа може да очекуваш импакт. Тука немаш импакт, тука имаш само давање, меѓутоа ете представува една сатисфакција, значи во моментов во РК Бутел има во школата за ракомет која што е во Бутел, имаме само околу 90 деца. Вкупно Бутел во сите категории пионери, младинци и кадети Суперлига број преку 150 ракометари, да ги кажам, или деца. Играте во Бутел, така таму Играме во Бутел, во салата, да. Македонскиот ракомет станува интересен, бидејќи оние Вардар, Пелистер, не знам, Бутел, овде Охрид, Алкалуид, да, кој што исто така е на некој начин костурот на репрезентацијата. Зошто ракомет одбравте? Па јас допред 11 години се бавев и активно со ракомет. Значи бев активен ракометар. Не знам. Да, играв и активно ракомет до мојата 26 година. Така што љубовта е од таму, од мој 10 години, значи 16 години бев активен ракометар. Така играше во Бутел? Не играв во Бутел, играв во Пролет. Почнав во Пролет, бев капитен на Пролет, да. Па не одам по логика ако си живеел во Баџар Мало, Пролет, ако си живеел во Радишин и во Бутел. Во Пролет поминав најголем дел од кариерата, бев малце во Металург своевремено. Во кое време? Во Металург бев една година во времето на Јовица Цветковиќ. Тогаш шампиони беа Металург, освоија дупла круна, освоивме и титула и куп. На што позиција играш? Десен бек, левак. Киро Лазаров? Киро Лазаров, да. Можев да продолжам да играм, ама некако оваа обврска која што ја осеќав на грб што се вика, не можев двете или трите работи да ги работам паралелно и ракометот мораше да оди за во интерес на бизнисот. Значи ако види тоа е сега како се вели животни крстосници. Животни крстосници. Ако дошла понуда од странство, веројатно ќе си се размислил. Имав и понуда од странство. Сопругата баш вика дај ќе одиме, ама некако бев веќе во зрели години, 25-6 години кога стигна понудата. Па тие се годините. Да, имав понуда за Мулхаус да одам, тоа беше швајцарска, мислам дека или француска втора лига, нешто така. Во тој период и парите не беа занемарливи, значи неколку 2.500 евра месечно. Стан платен, храна платено за на фабрика тука да ги идеш. Да, ама на 25 години сега некако јас веќе завршив факултет, влегов да полагам правосуден, почнав со адвокатската канцеларија, полека почнав да навлегувам и во градежништво и во бизнисов и ми беше некако неодговорно да заминам сега и да оставиш овде. Да оставам све и некако ми се, како да кажам, мислам дека се вклопим во тоа. Така. А имаше подршка дома? За ракометот? За ракометот, да. Не за да одидеш надвор или? Па Само не им било баш седно сега, сигурно планирал можеби вашиот татко. Па види, пак тоа ќе беше некоја кратка амбатура, можеби година, 2-3 така натака, ама меѓутоа моја беше одлуката да не отидам и да останам тука. Родител ќе каже пушти го нека се издува една година. Нека се издува една година, Ќе се врати после. Нема кај да оди. Ама моја беше одлуката, некако навлегов во се тоа и не ми беше едноставно да оставам. Зашто се решавате за РК Бутел? За РК Бутел затоа што ти кажав дека исто еден дел од детството поминав таму. Во Радишани. Да, до пред 7 години.
Бутел како клуб можеби знаеш има долга традиција на ракомет, Знам дека има долга традиција на ракомет. Во ајде да кажам во периодите на бивша Југославија, втора југословенска лига која што е била доста атрактивна и така натака. Ја моите први чекори во ракометот се таму во школските во Ацо Шопов игравме на општински, поигравме на градски, републички и некако ајде цел тој локален, не знам како да го кажам, Чувство, сентимент те поведе? Да, па не е сентименти од самото тоа, знаеш како и Бутел во тој период немаше ништо од спорт. Значи немаше фудбал, ракометот не беше активен. Он има фудбал нешто втора лига, ама тоа И буквално немаше не некоја анимација која што ќе ги привлечеше и младите и публиката и со татко ми некако дојдовме, негова беше идејата, ја викам, дајте молам, доста ми е сега веќе од ракомет. Не можам и тоа да го водам, пошто он ќе му текне нешто, ај ќе направиме, ама после Александар ти работи го. И ја бев добро. Да, ја бев малце на почетокот така скептик. Добро, тоа намерно го прави вако од дистанца кога не знам сега почи ми намерно, да. И ајде, добро ќе почнеме и како и све, ајде, влегов јас, го направивме клубот, избркав тренери, директори, играчи, све, почнавме од втора лига. За една година влегов во Суперлига, одма освоивме. Па добро, сега играа ке тебе на мој собрат му Кузмановски. Суперлига, да, од 7 години у Суперлига, 7 години сме во плейоф, 3 пати излеговме во Европа игравме, значи тука сме од 3 до 5 место котираме цело време, доста успешно. Колку недостасува до оно што Вардар своевремено беше? Па мислам дека многу. Многу? Тоа мислам дека во македонски услови добро, колку чини денеска не може да се колку чини Бутел? Па Бутел колку е сезона во Бутел чини тука од 350 до 400.000 евра годишно. Со тоа што дел се нормално незанемарлива помош од државата преку воучерите, дел е од сопствени средства, дел е пријатели, спонзори. Добро, најголем дел се сопствени средства. И воучерите. Тамо имате ослободување вие од што? Од тоа од даноци нешто како се вика, нели они кои што не знаме имаше имаше за 50% од данокот на добивка, наместо да го платиш на државата, се плаќаше во можеш да го донираш во клуб или во федерација или во нека било каква спортска организација. Уште колку недостасува се? Уште колку недостасува ако 300-350, уште 600.000, значи зашто? Зато тие европски сега јас не ми текнува колку е буџетот на Пелистер бидејќи они играат Лига шампиони. Вардар имаше исклучително голем буџет. Вардар тоа во своевремено имаше буџет преку 2,5-3 милиони евра. 2,5-3 милиони евра. Со тоа што ако земеш за споредба, сега буџетот на еден Пари Сен-Жермен или на Веспрем е 20 милиона евра. А и двата клуба, и Пари Сен-Жермен и Веспрем, немаат освоено титула во Лига на шампиони. Нема, да. Па сега ти види... Не, Вестрем мислам дека има, ма не сум сигурен. Вестрем мислам дека има. Вестрем мислам дека има. Може би добро, има од предходниот назив, како се викаше, не ми текнува. Пари Сен-Жермен нема сигурно. Пари сигурно нема, и знам дека многу пари дадоа, Пари сигурно нема, да. Сега на тој буџет види ти ние како македонски ракомет тука колку сме далеку од 20 милиони, па можеби се некој ќе каже и перверзно, исто како што за фудбалери некој ќе даде, не знам, 200 милиони евра, меѓутоа за македонски услови 300-400.000 евра е овде до четврто, пето место, плейоф, така? Да. Плейоф, да. Трето, четврто, пето место, да. Борба за излез во Европа. Заете тие интернационални надпреварувања. Обично во ракометот во Македонија е спорт број 1, да не се лажеме, се полнати и трибини, но тешко се враќаат парите назад. Фудбалот стана веќе бизнис. Таму се вртат исклучително големи суми на пари. Фудбалот е бизнис, во ракометот ни секој спорт е бизнис, веќе станува, меѓутоа во фудбалот се вртат стварно милиарди и милиарди. И со неколку фудбалери со кои и кошарката е бизнис NBA бидејќи перуанци. Кошарката, да, но NBA. Ракометот и Пари Сен-Жермен и Барселона, мислам дека се тоа не може да се извади Барселона, ракометниот клуб не може да ги извади тие пари колку фудбалскиот клуб. Па ниво Европа, ракомет кај нас не е ни приближно. Не е ни приближно бизнис, а истото важи и за европскиот ракомет, и ако земеш освојувач на Лига на шампиони, кој што има буџет како што ти кажа 15-20 милиона евра, зима 500.000 евра за освојување на Лига на шампиони.
Сега ти види кој бизнис е, дали е тоа бизнис. А имаш 20 милиона, имаш и 3% само добивка од освојување на шампион на Европа. Добро, Таргет имате, сега, вие сте спонзор, имате председател на клуб кој што претпоставам вие го представувате. Имам председател на клуб Таргет кој што имате го води на пример клубот. оваа година сакам да стигнеме до лигаша до не знам. Па секоја година поставуваме некои цели кои што се во рамките на буџетите. Немаме како да кажам афинитети за освојување на прво место, второ место и значи, така натака. такви амбиции не гајте. Немаме амбиции, најбитно ни е да ни работи школата, да ги развиваме младите категории. Моментално годинава имаме, ајде мислам дека и најмлад клуб по години во споредба со сите други во Дори лигата. од Алкалоид помало? Па мислам дека и од Алкалоид, да, просекот ни е 22-3 години. Пошто имаме четворица младенски репрезентативци, екипата ни е доста помладена, моментално сме на 5-то место и не знам дали знаеш, Марко Митев е, ајде да кажеме, производ на Ракабутел. Ние прв пат го земавме од втора лига да игра во прва лига, во Суперлига, во плейоф. Од кај нас отиде во Алкалоид, еве го. Марко Митев е најголемото. Марко Митев е, недобро да, најголемиот потенцијал, да кажеме, вака еден подобрите млади играчи кои што стварно имаат перспектива во македонскиот ракомет. Се како собственик се мешаш во играчки кадар? Не, Бидејќи си бил ракометар сега. сум бил на не може да те почетокот. лажат, например. Не, тоа не, ама имам доста добра екипа околу мене, кои што ми се и пријатели и другари, на кои што стварно им верувам. И со оглед на врските кои што ги имам тековни и дневни, немам ни време за да посветам на играчи, а мислам дека и сосема добро си ја вршат работата, така што нема потреба од моја интервенција. Да, ме брифираат, ме информираат, ама А одиш на надпревари? се трудам додам. Да? Се трудам додам кога можам да бидам присутен. Сакам Која ти е да бидам најсладка победа? Која ти е посладка победа? Против Вардар или против Пелистер? Па искрено немам победа Или до против сега. Алкалоид? Немам победа против Вардар и Пелистер до сега. А против Алкалоид? Имам победа како играч, искрено ти кажам, и таа ми е најсладка победа. Против кого? Против Вардар. Од пролет. Значи, пролетен наслов имаше, ако ти текнува македонски спорт. Добро. Така, и првата страница беше у боја и средната, мислам дека. Да. На првата страница у боја, пролетен кошмар за Вардар. Ние на сред кале го тепаме Вардар. Вујовиќ добија отказ после наредниот ден и таа ми е како играч најсладка победа. А сега како бутел, што знам, не би можел да издвојам Па не некоја. игравте и надвор и Европа. Играв ми Европа, да, игравме за Порожје 2019 година. Во Скопје победивме со 5 гола, а таму изгубивме со исто така 5 гола. Ама повеќе голови Повеќе дадовте голови тамо. со гол кој што го примивме во последната секунда буквално. И тоа гол од 10-11 метра. Тоа ми е нешто така најкриво што не ја поминавме таа фаза. За победа не знам, не би можел да издвоам некоја, сите ми се драги. Ќе те вратам пак на бизнисот, но претходно уште едно прашање. Мукетов најави заменување од РФМ се споменува името на Александар Стефанов. Како негов може наследник? Или нема да коментираме? Да, Да почекаме да помине светското што дојде. најави председателот дека наследното собрание ќе се повлече. Имаше по медиумите некои наслови, меѓутоа се уште е рано. Јас како член на управен одбор останувам комплетно со цела моја поддршка према сегашно раководство. Фокусирани сме, имаме 2 континентални надпреварувања, имаме жени сега во крај на ноември, почеток на декември во Дебрецен, тоа е европско женско првенство. Имаме сениорките, да. И сениорите играат во Хрватска од 14 во Вараждин до 28 ноември, така што не, тие се јануари. Јануари, како реков, извини? Јануар, жените се сега. Жените се сега, а мажите се 14 до 28 јануари. И фокусот ни е на тоа. Денес, па добро, нема врска, ние добро, ние денес така што вечер играме квалификационен надпревар за европско првенство против Естонија. Ни е битна победата, да го држиме овој континуитет кој што го имаме повеќе од 10 години на надпреварување на сите европски и светски првенства, така што тоа е најбитно во моментот.
А изборите кога се иначе? Мислам, до кога е мандатот на Мукетов? Па мандатот завршува, мислам дека наредна година 2025-та, изборите се уште изборот не е закажано изборното собрание, да. Па добро. Веројатно сега чим фокусот претпоставам дека е ставен еве како што испоменавме, ние бидејќи го снимаме разговорот кој што ќе оди во петок вечер во играме со Естонија. Тука во група сме уште со Литванија и со Словенија. Фокусот е ставен на овој квалификацијски циклус, на жените сениори, на мажите кои што играат во Вараштин и таму мака мачевме. Добро, ниту ми демантиравте, ниту ми одговоривте, нема многу да малтретирам, нека заврши ова светското првенство, па ќе видиме, ќе станат и многу работи појасни, а и да имате амбиции, подобро не ги кажувате, бидејќи проклета е ова. Ова држава веднаш ќе нагрнат, меѓутоа може би среќа што има еден се случуваат промени некакви во една друга поголема федерација, па фокусот е ставен таму, мислам на фудбалската. Знам зашто Фабрика Карпош, значи од 2008 од кога го преземавте, постојано го зголемувавте приходот, ако можам така да кажам. Па сега уште малку ми фали за милиарда денари, уште малку. Не, милиардата, сега ако се вратам малце ретроспектива, ја имаме надминато 2018, мислам дека 19 нешто така. Меѓутоа, ако земам да направам споредба сега од 2008 не, ама изминативе 10 години немаме континуирано, меѓутоа имавме ајде лоша година со корона и со војната Украина, кај што тие две години удри на вас? Па да, имавме 2 месеца не работевме, па имавме после пораст голем на цените на репроматеријалите, на железо, на струјата и така натака, така што во еден период тука 2000 и 2021 имавме доста лоши години. Меѓутоа, ако земеме дека фабрика Карпош работела само производство, да речеме на бетон и на бетонски елементи, кај што имала приход и 5 милиона евра и 64, сега веќе збориме за цифри од некои си 15-20 милиона евра, кои што е стварно... Добро, но како велиш ти, и сумите репроматеријалите се качени, може би профитот и трошоците се качени, значи доста поголема оператива, поголем број на вработени, на подизведувачи, механизација нова, вложивме многу во халата, во Илинден вложуваме, имаме 3 бетонски бази, така што Добро, шо е најсладко делноводи кога мислите, кога работите за Евана, бандери кога правите, не знам. Која е најсладка пара? Па најсладка пара. Мене ми е драго што нешто кое што е стварно типско, ја би го нарекол карпошовско. Така што секој производ кој што е тежок за изработки, не го работат конкурентите, како што се на пример бетонски бандери кои што се зева на столбовите кои што ги извезуваме за Бугарија. Правиме цевки и шахти, да речеме, до ФИ 2100, значи тоа е пречник од некој 2 метра и 10 сантиметра. Тоа е стварно навистина големо. Огромно, круг. Правиме мостовски носачи, кои што мостовски носачи, тие кои што ја носат конструкцијата на мостот. Да. Што е тежината. А кај тоа и странство правите негде? Не, тоа го работиме тука за проекти. Работиме за Синохидро на Кичев Охрид, работиме за Гранит нешто. А овој мостов вамо што е, како се викаше? Што застана едно време? Не, тој не е наша изведба. Мостот мислиш во аеродром? Не, да. На Беласица, што беше, Беласица што имаше некој пожар, Имаше нешто пожар на топловод. Пожар, па беше стопиран за сообраќај. Значи можете на тоа да така? Како не, за тоа сме баш специализирани. И што му е на тој мост? Знаете или не се? Според мене имаше некој кај нас безбедни се мостовите? Па види се, релативно се. Мене многу ми е страф од овде во Влаја Обединети нации. Овој сега го спомна, баш добро и што го спомна, по несреќа што се случи во Нови Сад, баш го спомна како еден од кој што треба да се испита мост. Искрено не сум стручен. И каже, речи треба да ти е правник, ама чим го кажуваат, може би... Правник, ама сега, знаете, малку вака кога го гледаше на шашма сега, не само Нови Сад, предходно се случи и во Дженова мост падна, и во Дженова падна еден мост, И тој мост низ кој што имам поминувано. Треба на некои објекти кои што сега да кажеме постари, може би
им треба некоја дополнително испитување или реставрација или не знам нешто така, али дефинитивно да правиме све што треба да избегнеме некои си вакви слични сценарија како што се случи. Александар, што прави еден бизнисмен кога ќе стане на Савајле? Одма отвора сметка? Не, испраќа деца у школи, у Добро, градинка. тоа ќе заврши и тоа. После отвараш компјутер и со да. Гледам изводи, да, ги А? праќаат на мејл, организација на градилишта, оперативно со колеги, така. И берза предпоставам, така? Па, Колку ви е акцијата сега? Ние не котираме Не? моментално, не котираме на берза, а ние сме таму околу 85% сопственици во фабрика Карпаш, во институтот сме негде 97%, така што сме мнозински сопственици во двете акционерски друштва. А кога велат во бизнисот нема емоции, суров сте? Па зависи за што. Гледам да сум доста, како да кажам, смирен и да бидам доста коректен, меѓутоа не сакам неправди, не сакам Лажи. лажење, не сакам лажни лица и така. Меѓутоа, на жалост, ретки се, луѓето со кои што стана, со кои што, така, можеш да работиш честно, поштено. Рокови? Има многу мали фирми кои што адхок се појавуваат, па се затвараат, наплатата е скоро невозможна, преку ног затвараат фирми, отвараат нови. Некако тоа е уште нерегулирано. Роковите ви се значени, например, го зимам Александрија за пример. Еве како фабрика Карпаш градиме до тогаш и тогаш ќе биде готово. Се го држите рокот, се придржувате до рокот? Секоја проценка на калкулација на трошоци е направена врз база на рокови. Секој продолжување на рок е зголемување на трошокот на самиот објект или самата реализација. Гледаме да се придржуваме, не секогаш, затоа што е пак жива материја, се луѓе, работници, меѓутоа гледаме секогаш да бидеме во тој рок кој што си го задаваме и сами, некојаш кој што ни е зададен од институцијата или инвеститорот за кој што работиме. Гледаме да биде пред се квалитетно, колку е можно и побрзо, нормално. Во интерес наш е да биде и тоа во рок завршено. На што не желиш пари? Сега ти си фамилиарен човек со деца, со... На што не жалам пари? На убав автомобил, на... Сакам саати. Се видам да влезам во мантра, кога знаете секој на крајот од денот сите легнуваме во иста спална, во исти кревети. Да, сите Желбите се горе-долу исти, сега некој може побрзо, некој поспоро да ги остави. Љубител сум на, пасија ми се часовници. Иначе другото не патам, да речем, од скапи коли и автомобили. Возам автомобил од 2018 година. Татко ми го возеше, го возам ја и ми е сасвим доволно. Од точка А до точка Б. Вака нормален дечко, бидејќи скопско дете, скопски нормално, лик, тука сме сите, и сите исто јадеме, сите исто пиеме, горе-доле се облекуваме. Да. Тоа е стил на живот кој што мислам дека не се разликува од сите други. И сега, повеќе ти, значи, еве го Александрот, кој Александар еве на фабрика на Карпаш газда. Или кој ќе речат АЦ, Александар, не знам како те викаат другарите. Сакам да прашам, можеш да приметиш, обично кај нас нели секојаш така, кој што ме собственик или газда, она брутално како велат кај нас, па знаат и многу луѓе да ти се прават пријатели во наводници. Можеш да препознаеш што е вистински пријател? Кругот на оние вистински пријатели, другари во последниве години некако е така сведен на минимум. На една рака, велат. На една рака, тоа е еден мал круг кој што така да речам, можам да кажам дека ми се вистински другари и пријатели, тука е фамилијата нормално. Така што и нема време со оглед на врските и на динамичниот живот кој што го имаме, деца, работа, фамилија, за нешто повеќе. Бидејќи на децава можете да им приуштите се, говорам во однос на материјалниот момент. Кој е начинот на воспитување? Принцип награда и казна не се оди на размазување?
Ја знаат цртато како родител, строг сте, знаат до кај може да дојдете? Па види, јас сум Или знаат да манипулираат, бидејќи децата страшно манипулираат. децата, види, се уште се мали, Па добро, 7 години не е малку, 7 веќе години, може разбира, симпатија да има. се трудиме да го воспитуваме по некој си, ајде да кажеме така правила и прописи, да биде нормално дете, да не биде алчен, да не ја здисува, да живее нормален живот како и сите деца, нормално. Образованието ни е битно. Што го интересираат багери него? Не го интересираат багери, него го интересираат јазици. Јазици го интересираат, математика, учи во француско школа, така што добар е. Нешто испуштивме, веќе ете сат разговараме. Треба се оди на ракомет, испуштивме нешто, јас за крај ќе ви посекам што побрзо да стигнете до не милиарда денари, до милиарда евра, да е што да има што повеќе вакви успешни бизнес приказни за тоа и доброто и за државата на крајот од денот. Колку сте вие поуспешни, толку ќе биде побогата и државата. Така, ти благодарам Мишко, пак тоа што го правиме тука, целиот наш капитал, значи и на фабрика Карпош и на ГИМЕ во државава, тука инвестираме, тука се градиме, тука сакаме и нашите деца да останат утре, баш работиме буквално во еден заеднички интерес и мислиме дека може тука нешто да твориме и понатака и во иднина. Дека си размислувал да заминеш, не говорам за ракометарскиот дел овака од неправда, од спороста на системот, на ДУП, МУП, знаеш што сега Да, цела бирократија многу пати знае да ме извади од кожа и да ете така, меѓутоа пак со оглед на тежината која што ја имам позади мене, среќен сум што сум тука и би бил среќен и моите деца да останат и да продолжат оваа успешна приказна. Благодарам уште еднаш што бевте во Бизнис Мавети. Александар Стефанов, собственик на фабрика Карпош АД Скопје или на компанијата фирма Ќерка, така ако не се лажам, ГИМ, мајка фирма Градежен институт Македонија, гостин во Бизнис Мавети. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас, благодарности до Форманова, нашите пријатели, formanova.com.mk е нивниот сајт, каде што можете да ги посетите и да видите што точно нудат во овој есенски дел од годината. Ние ви закажуваме повторно средба за 7 дена. Гледате Бизнис Мавети на Фактор МК. Довидување.